Зошто не се завршени предметите на СЈО, како е разрешена Весна Дамева, конфискацијата на Сеат Кочан, унапредувањето на обвинителот Арта Најро, како и непостапувањето на судскиот совет со сомнежите за злоупотреби на АКМИ системот во управен суд. Овие теми ги отвориле хрватските истражители на оценската мисија на чело со поранешниот председател на Врховниот суд во Загреб, Бранко Хрватин, што во четвртокот и петокот влегоа во судскиот совет. Неофицијално дознава Алфа од судски извори. Што од ова ќе се најде на извештајот на оценската мисија, допрва ќе видиме. За сега, деталите за јавноста остануваат под превезот на тајноста. Портпаролката на Советот тврди дека судиите од Загреб инсистирале да не се информира за нивната посета, во очекување на извештајот кој ќе треба да покаже дали и како се спроведувала законската регулатива во системот, упатените очекуваат дека ќе се детектираат слабостите во него. Таму не само што состојбите не се како што треба во однос на она што значи меѓучовечки односи, но има проблеми и во законската регулатива, бидејќи има моменти кои што не содржи законот за судски совет, не ги содржи сите оние потребни решенија и се надевам дека во таа смисла ќе има укажување од оваа оценска комисија. Ова не е првпат меѓународната заедница да праќа помош поради нефункционирањето на судството. Во 2015 експертот за владење на право Прибе изготви извештај со критики за политички влијанија и непочитување на законот, но и по 8 години се уште се зборува за политичко влијание и нефункционалност на системот. И хрватите, исто како и Прибе, се задржале на темата унапредувањето и изборот на судиите и обвинителите, кое медиумски е проследено со низа скандали за политички и роднински врски. Дел од правната фила критикува дека случувањата во Советот се запрепастувачки. Јас не верувам дека тој човек, неговиот син не е способен, но едноставно треба да се престане со принципот на фамилиарни стебла и со принципот на непотизам. Затоа што ако вака се продолжи, очигледно се продолжува, никогаш нема да имаме непристрасност во постапувањето по судските предмети. Оценската мисија се задржа 2 дена со колегите од Советот. Уште колку посети ќе им бидат потребни се до конечниот извештај, за сега ниту една страна не открива детали.